Господине Ристевски, кој е вашиот коментар на изјавите и пиарот на градоначалникот на аеродром Тимчо Муцунски, во кој се говори за проекти кои се веќе реализирани? Всушност се работи за ефтина пропаганда, јас тоа не би го нарекол пиар. Како што гледате позади мене се наоѓа парк кој што е подигнат пред отприлика 2 години од страна на градоначалникот Златко Марин. На ова место до пред само 2 години имаше депонија, граѓаните на околните згради знаат дека овдека имаше една депонија која што беше исчистена и која што сега е парк. Ефтината пропаганда на Муцунски се состои во тоа што тој пред само 2 дена ја извести јавноста дека со одлука на Советот се избришани 2 градежни маркици и на ова место е предвидено парковско зеленило. Овдека нема потреба да се предвидува парковско зеленило, бидејќи парк веќе постои. Како што гледате има љулјашки, има урбана опрема која што е поставена и така натаму. Така да се работи за еден нечесен однос на градоначалникот кон своите гласачи и генерално кон граѓаните на општина Аеродром. Одлуката која што ја донесе Советот всушност не е одлука за бришење на маркица. Советот усвои заклучок со кој што заклучок за усвојување на информација за пренамена на 2 градежни парцели која што ќе се случи по усвојување на ДУП-от за ДУП-от И13, кој што е ДУП за оваа градска четврт. Така да всушност тогаш ќе се укинат овие две градежни парцели. Објаснувањето на владачкото мнозинство беше дека овие 2 парцели се укинуваат со цел да никогаш повеќе не може тука да се гради. И тоа не е точно. На истиот начин како што се бришат парцелите, може некој во иднина да му текне и да ги впише. Така да се она што имавме прилика да го видиме на Facebook профилот, односно Facebook страната на градоначалникот е всушност една ефтина пропаганда која што кажува дека ќе се подига парк на местото каде што парк веќе постои тоа добри 2 години.